Добар ден во пладневната информативна програма на Канал Плюс. Почнуваме со кратка најава за дел од содржините. Македонија од денес е зафатена со топол бран и е во жолта алертна фаза. Максималните 37 степени во сенка ќе бидат на сила неколку денови, а директното изложување на сонце треба да се избегнува. Владата денес ги утврдува измените на законот за азил, кој се менува по итна постапка за да се решат проблемите со илјадниците илегални емигранти кои секојдневно минуваат низ Македонија. Денес продолжуваат преговорите на Организацијата на работодавачи и Сојузот на синдикатите за форматот во кој ќе се исплаќа регресот за годишен одмор. Се бара решение прифатливо за двете страни. Целата територија на Република Македонија од денеска ќе биде зафатена со повисоки температури, кои ја дефинираат жолтата фаза, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Температури до 37 степени ќе имаме денес, заради што се апелира да се одбегнува директно изложување на сонце во периодот од 11 до 17 часот, консумирање лесна храна и повеќе течности. Посебно внимателни треба да бидат постарите, хронично болни лица, кои треба редовно да ја земат препишаната терапија од лекар. Владата денеска ќе ги разгледува законските измени на законот за азил, со кој се предлага сите мигранти да имаат 72 часа да одлучат дали ќе побарат азил во земјава или ќе ја напуштат. Од исходот на седницата зависи дали премиерот Груевски ќе стави подпис со дознака итно или тие измени ќе му бидат доставени на парламентот следниот ден за да се процесуира во редовна постапка. Низ Македонија секојдневно поминуваат околу 3000 илегални мигранти кои најчесто потекнуваат од Сирија, но има и од Авганистан и од африканските земји. Решение за овој проблем постои, истакна премиерот Никола Груевски. Ние ќе излеземе во пресвет и со измени на законите, но и со други чекори кои што владата ќе ги преземе за да помогне на овие луѓе. Во минатите недела две се слушнавме многу стори од различни делови, од домашни медиуми, од странски медиуми. Слушнавме и тестимонијали, самите луѓе што кажуваат и половина ако е тоа точно, тоа е нешто што не сме да продолжи и мора да го прекине владата, да најде начин да го прекине. Во текот на денешниот ден ќе се знае дали и во каков формат ќе продолжи исплатата на регресот за годишен одмор. Од Организацијата на работодавачи на Македонија очекуваат да најдат заедничко решение со Сојузот на синдикатите. Регресот за годишен одмор треба да остане, но да не престанува преголемо оптоварување за компаниите. Се надевам дека со синдикатот ќе најдеме решение. Има големи разлики во финансиската моќ на компаниите, затоа нашите ставови на висината на регресот е да се утврди на гранково ниво или на ниво на работодавач, за да може да се земе во предвид економско-финансиската моќ на компаниите. Изјави за Канал Плюс телевизија председателот на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров. Работниците сметаат дека работодавачите не треба да штедат на грбот на работниците, заради што синдикатот не треба да прифати регресот за годишен одмор од општиот да се спушти како обврска во посебните колективни договори. Во завршна фаза е владината анализа за намалување на времетрањето и цените на зелениот картон. За граѓаните кои патуваат само еднаш во годината се подготвува можност за вадење зелен картон со времетрање пократко од 1 месец и со цена од 30 до 50 евра, зависност од јачината на автомобилот. Се очекува измените да важат од почетокот на туристичката сезона. Во септември во Македонија ќе пристигнат 50 волонтери од САД, кои ќе бидат сместени во семејства. Домакин од заедницата каде што ќе имаат обуки Штип, Свети Николе, Кавадарци и Неготино. Волонтерите овде ќе престојуваат до 4 декември, пошто ќе отпочнат 2-годишна обука во разни градови и села низ цела Македонија. Волонтерите ќе имаат потреба да искусат и да функционираат во училиштата и невладините организации, заради што општинските власти очекуваат училиштата и организациите во овие општини да пријават интерес за соработка со волонтерите од Американскиот мировен корпус.
На средината на септември во општина Штипки пристигна од 10 до 12 волонтери од Америка. Така да ова информација за сите граѓани, доколку сакат некој во нивното семејство да биде сместен, ќе имаат можност да се пријават кај нас во општината, дека сакаат да згрижат еден американец од мировниот корпус. За подетални информации, значи во текот на летото, доколку нели ќе пристигнат кај нас, ние понатаму ќе ги дистрибуираме до сите заинтересирани. Силен дожд проследен со град и ветар го погодија Тбилиси во неделата вечерта, предизвикувајќи животните од градската зоолошка да излезат и да се најдат на улиците на градот. Од вкупно 600 животни, околу половина го изгубија животот. Нилски коњи, крокодили, мечки, волци, диви мечки и други животни беснеја низ Тбилиси. Поплават однеси 12 човечки животи, а постојано се откриваат нови жртви. Спајс, К2 и други синтетички канабиниоди се продаваат во светот како безбедни легални алтернативи на марихуаната. Бројот на побиците во центрите за контрола на троењето во САД поради корисниците кои ги користеле овие производи нагло скокнал, соопштила американската влада. Од јануари до април 2015 година бројот на побици поради штетното дејство на синтетичката марихуана се зголемило за 330%. Министерството за здравство на Јужна Кореја денеска соопшти дека уште едно лице на возраст од 58 години починало од инфекцијата со вирусот МЕРС, а регистрирани се и 5 нови случаи заразени со болеста, кај нас позната како нилска треска. Починатиот е 16-та жртва на опасната инфекција, од која од втората половина на мај досега се регистрирани 150 инфицирани, од кои 17 сега се во критична состојба. Со резултатот 32-28 против Чешка, македонската репрезентација успеа да се избори за пласман на Европското првенство во Полска. Надпревар исполнет со многу интересни моменти, во кои нашата репрезентација и покрај сите потешкотии ја надмина последната фаза од квалификациите. Низата успешни настапи на европските и светските првенства е продолжена, а зацратаната цел е остварена. Најефикасен во нашата селекција беше капитенот Кирил Лазаров со 11 голови, додека Дејан Манасков средбата ја заврши со 8 голови. Со оваа победа нашата селекција го освои второто место во групата 6 со 7 бодови, односно 3 помалку од Франција. Ова ќе биде трето последователно учество на Македонија на европските првенства, односно вкупно 4, со што е продолжен континуитетот на настапи на оваа генерација ракометари на големите надпреварувања. Покрај Македонија и Франција од групата 6, како и домакинот, пласман на Европското првенство досека обезбедија Хрватска, Норвешка, Данска, Шведска, Словенија, Унгарија, Русија, Шпанија и Германија. Младиот и надежен кикбоксер Кристијан Воденски, кој живее во Германија, во најголем дел од борбите ги брани боите на Македонија и во изминатите денови не ја разочара јавноста. Највисокото место на пиедесталот е успехот кој тој го постигна на престижниот турнир Deutscher Master на познатата организација ИСКА. Тој беше најдобар во кикбокс за деца до 27 килограми. Златен медал кој го освои откако во полуфиналето го совлада противникот Андик Малик, а во финалето беше подобар од Деринг Тинон. Со оваа борба младиот беровчанец кој воедно и иднат звезда на ММА има вкупно 94 борби на турнирите во кикбокс, граплинг и BJJ. Ова е се во пладневните вести. Како што започнавме, така и завршуваме со временската прогноза. Имајте убав ден, а за настаните денес гледайте во дневникот во 16:30.